Минути за спорт во Македонија наутро, историски успех за Македонија. На Балканското првенство во кендо, кое што се одржа во Србија, сениорската репрезентација го освои првото место и стана балкански шампион. На оваа тема наши гости во студиото Андреј Атанасовски и Александар Кесковски. Добро утро, добре не дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, добро да најдовме. Се одморивте ли после ова балканско првенство? Да, нема многу време за одмор, имаме активности, ама да. Андреј, ќе започнеме со тебе, ова е навистина голем успех, нешто што можеби се чекаше со години, денеска е веќе реално за вас. Да. Некои 16 години, веќе 16 балкански првенства. Се трудиме да стигнеме до овој трофеј. А секоја година конкуренцијата е поголема и поголема. Ова првенство имаше околу 250 надпреварувачи од 9 земји од Балканот, плюс гостинска Малта репрезентација, навистина силна конкуренција и премногу сум среќен и горд на надпреварувачите. Сега од страна како и надпреварувач, но повеќе како тренер, што успеа да ги поминат овие предизвици и да ги победат сите тие силни репрезентации на Балкан. Споменавте вие 16 години чекавте на ваков голем историски успех. Како вие лично сега се чувствувате после толку време? Денес е повеќе како тренер, меѓутоа и надпреварувач кој што се уште се разбира не се откажува. Да бидам реален, овој успех само ни ги отвори хоризонтите и ни отвора врата, ни дава еден дополнителен мотив да го повториме во наредните балкански првенства. Си докажавме сами на себе дека можеме да бидеме доволно компетитивни, односно успеавме да се качиме на врвот на Балканот. Секако ова е работа во последниве, да речеме, интензивна работа во последниве 10 години. Или со праќање во индивидуалци во Јапонија, со стварање нови генерации, со заеднички тренинзи, отварање нови клубови и резултатот дојде. Така да очекувам во иднина да се повтори и да не така лесно го предадеме овој трофеј на другите. Александар, освоивте прво место, златен медал, очекувавте ли ваков успех? Искрено на ова спремање што го имавме последна година, односно и сите неуспеси до сега, цело време сме доаѓале до многу блиско да го направиме тоа. Меѓутоа не сме успеале, очекувавме да го направиме ова, верувавме во себе и го направивме нормално. Историски успех во екипна конкуренција, а 8 медали во индивидуални категории? Да, имаме сега вниманието го зема нормално, ова е најголем успех бидејќи станува збор за сениорската репрезентација, иначе имаме уште други 10 медали. Ивона Лазаровска вице шампион во индивидуална категорија во жени, имаме во кадети шампион Михаил Миленковиќ, имаме сите деца треба да ги спомнам и да не ги спомнам, им се извинувам. Во кадети имаме златна категорија, во ветерани освоивме трето место, така да во сите категории оставивме трак голем. Значи ли тоа дека кендото има светла иднина во нашата држава после вакви големи успехи? Ова не е прв успех. Ние ве следиме со години, се разбира, ве промовираме, сакаме да промовираме вакви вештини, сакаме да ги промовираме младите луѓе, а пред се да ги запознаеме со сите спортови кои што се разбира се убави за развојот на децата пред се. Така. Пред неколку години кога бев гостин исто во студиото, кога бевме домаќини на Балканското првенство, зборувавме за една генерација која што ја почнавме да ствараме и да сега таа генерација веќе е многу блиску и до нас. Сениорите, иако се млади дечки, си повлекуваат нови членови кои што многу брзо се вклопуваат во нивниот ритам, така да за неколку години можам да кажам слободно дека очекуваме медал и на сличен успех на европските првенства. Да, убаво кога младите генерации го следат успехот на повозрастните, всушност и тоа е целта на оваа вештина, да на некој начин се достигне нивото на својот учител. Александар, еве ќе продолжиме со тебе со оглед на тоа што имаме чест за прв пат да бидеш гостин во Македонија наутро, познат си на јавноста се разбира, меѓутоа како започна твојата приказна со кендото? Дали можеби влијанието дојде од твојот татко Златко Кесковски, ќе го поздравиме во овој момент, верувам дека не следи. Тој е човекот кој што всушност ја пренесе оваа вештина на помладите генерации.
Видете, љубовта секако од татко ми нормално, он се погрижил да го донесе спортов во Македонија заедно со Андри. Најпрво тренирав карате, бидејќи од таму ни е на сите базата. Да. Потоа се префрив на кендо, сега кендо вежбам скоро 15 години. Љубовта е нормално од дома, меѓутоа нормално ако немате и самите љубов не можете ништо да направите. Сега тоа со време, со тек на време се надоградува љубовта, доаѓа и Како се чувствува Александар после завршен тренинг? Сите кои што сме ве посетиле, кои што сме снимале голем број на прилози во вашата кендо федерација, вашето катче да речеме, чувствувате одлично кога ќе излезеш од таму, позитивна енергија. Чувството кога ќе излезеш од тренинг е можеби најдоброто чувство што постои, бидејќи и да си имал било какви проблеми, нормално животот нели носи проблеми, што и да си имал, што и да се дешавало, во тие 2 сата воопшто не ти текнува на нешто такво, си тотално исклучен од светот и кога излезеш си со нова сила и енергија да се бориш со што и да ти дојде на патот. Андре, ќе се вратиме повторно на Балканското првенство, но вистина силна конкуренција, меѓутоа крајот беше на наша страна. Да. Крајот беше на наша страна не со среќа, него на вистина се покажа резултатот од макотрпната работа во изминатите месеци. Затоа реков премногу сум горд на тимот. Овој пат може би дојдовме до ова поради што немаше исклучоци, недоаѓање на тренинзи, поради било кои фактори, секогаш имаме препреки финансиски или здравствени. Едноставно се поклопија сите коцки да тимот може да доаѓа, тренира редовно, се фокусира и да стигнеме до овој успех. Бидејќи ние точно е дека нашата федерација расте и нашите членови и нашето искуство расте, но никој не спие од страна. Сите исто така тренираат и мечтаат и се трудат да стигнат до така да не го сметам ова за изненадување што го направивме покрај силниве репрезентации. Ова е едноставно резултат на работата во изминатиот период. Како изгледа моментот кога имате силен противник на терен? Има ли страф? Ево, нека биде прашање за двајцата, затоа што двајцата станат преварувачи. Видете, страф е првото нешто што го елиминираме. Страф не постои. Мислам, секогаш постои некоја резерва, меѓутоа тоа е нормално да го почитуваш противникот, така Андри? Да. Мораш да имаш респект и почит према противникот, сепак ова е боречка вештина јапонска со многу почитување. Но не премногу како што кажува Сенсеј Кеска, бидејќи во тој момент ќе изгубиме нашата самодоверба. Така да има почит како према противникот, како борец, како опонент, што онда не може да има надпревар, факт, но не постои тие работи како страф или трема или не знам нека анксиозност, таа се губи полека со тек на време на потребна е самодовербата да биде висока и тогаш веќе се. Која е главната цел на кендото? Дали преку него става најдобрата верзија од себе? Па генерално тренираме кендо, вежбаме кендо како вештина за да бидеме подобри луѓе. Тоа е мотивот, тоа е основната работа во кендо. Од таму почнува се. Точно е, ние сме шампиони денеска, ама утре имаме нови борби, утре имаме нови, значи треба да се трудиме цело време да бидеме подобри и во општеството нормално, и во кендо вештината како спортисти или мајстори на вештината. Да, следува Европското првенство во јуни во Црна Гора. Се подготвувате ли веќе, Александар? Сега ванила имавме малце пауза, не Слуша. Да, од денеска се подготвуваме со полна парја, одиме напред. До сега сме стигнале на 2 застапни првенства во првите 8. Тоа е најмалце што треба сега да го покажеме. Да, европската сцена ве знае одамна, имавте и претходно огромни успеси. Не ова прв успех, се разбира, можеби е најголем досега, меѓутоа што очекувате од иднината? Во иднина, како што напоменав,
се надевам дека во наредниве неколку европски првенства, еве ќе напоменам, иако е далеку, во 2031 година ќе биде Македонија домаќин на европско првенство. Бидејќи се знаат. Мислам дека тоа е моментот каде што ќе се покажеме во најдобро светло и очекувам медал од јуниорите и јуниорките очекувам побрзо. Бидејќи навистина не е прв пат да се покажете како добри домаќини, се разбира во организација на настан. Александар, тука ќе се окружиме со тебе. Кој е твојот следен предизвик освен европското првенство кое што следува во јуни? Следниот предизвик после европското доаѓа пак балканското да одбраниме титулата, па после тоа сме на светско првенство така во Токио. Во Токио. Да, тоа 27. Тоа се случува во Токио, тоа е на едно култно место за боричките вештини. Е чест само да учествуваш. Да, сите имаме желба таму да се појавиме. Присутен. Стребиме повторно на европско, па потоа на балканско да одбраниме титулата. Да, се разбира секој кој што е заинтересиран да го следи овој пат, нема да погреши, се разбира доколку пред се одбира спорт, особено кендото, затоа што има многу позитивни страни. Точно. Благодарам многу за одвоеното време. Ќе ве очекуваме повторно да ни бидете гости. Се разбира следниот пат Сенси Кесковски со нас заедно со вас и се разбира сите кои што ќе освојат медал. Благодарам уште еднаш за одвоеното време. Благодариме на поканата. Благодариме.